речиси 11.000 жители во 30 населени места на површина од речиси 332 квадратни километри. Наша визија и цел беше да ја дигитализираме општината, да овозможиме подобар пристап до информациите до сите граѓани, со што ќе се подобрат услугите кои што ги дава општината. На тие 11 модули се изработуваат теми кои што се многу битни за самото функционирање на Советот, како што се буџетирање, јавни финансии, меѓуетничка соработка, меѓуопштинска соработка и слично. Се со цел советниците да ги стекнат тие вештини, за да може да настапуваат многу подобро на самите совети, да имат подобри дискусии. Секој советник доби таблет кој што може да го користи и на самата седница, со што има побрз пристап до материјалите, полесно да ги вчитува. Ама не се само советниците тие кои треба да учат. За дигитализирана општина ви требаат и дигитално писмени луѓе. Преку форуми на заедниците, валандовчани решија во сите училишта во општината да обезбедат модерни компјутерски училници. Добар ден! Добар ден! Добар ден, професоре! Добро дојдовте! Добро ве најдовме! Добри, вие? Многу ме интересира како е од времето кога јас овде бев ученик работата по предметот информатика и сега. Тогаш имавме само еден или два компјутери, па се менувавме, додека дојде ред на еден ученик, доста време се губеше, а веќе сега опремата ни е добра, како квантитет, а од друга страна и квалитетот е многу, перформансите се многу подобри. Многу е добра училницата и можеме да работиме на разни програми на компјутерите. Многу не е забавно бидејќи работиме заедно. Кога ќе излезам од гимназијата, мислам дека ќе бидам доволно информатички образована. Сега работата на Валандовскиот општински совет се слуша на Радио Валандово и се гледа на Facebook и YouTube во живо или како снимка. Е доста гледан советот на општината и мислам дека граѓаните на општина Валандово се меѓу првите кои што им се овозможи оваа шанса. Директно, дома, на телефон или на компјутер да ги следат во секое време. Сакаат да гледаат. Граѓаните ги интересираат за тоа што се случува во градот и во општината. Граѓаните поставуваат прашања. Значи, намалени трошоци за хартија, обезбедени таблети за советниците, обучени советници, дигитално описменети ученици, пренесување на седниците на советот во живо, нова веб страна на општината. Даде ли сето тоа резултат? Општина Валандово од 82 место на транспарентност во 2018 година, минатата 2022 година да биде број 1 по транспарентност од сите општини во Република Македонија и во топ 4 институции, така да тоа за нас реално е еден голем успех, бидејќи една институција, една општина, ако не е транспарентна, ако не е отчетна пред граѓаните, тогаш во што е суштината на нејзиното работење?